Горски чај набран од високите планини и долини денес најмногу баран од граѓаните за нерви и главоболки на пазарот во Штип. Околу селата Каврак, Мушково и Нежилово, кретовчанецот Михајло Атанасов секоја година бере билки и чаеви кои лекуваат од разни болести. Дали тоа за кашлица, настинки, стомак, желудник, па дури и за нервоза. Чајот дава мир, спокој и сталоженост, ке рече тој, па затоа секоја година тој ни изоставува да го набере. Временски период, кога завршува школската година, негде 10.6, од тука се почнува па до 15.7. До 15.7 се бере тој чај. Ригин, а народот го нарекува горски чај. А иначе името му е Ригин. И е добар за нерви. Кој е многу нервозен, од него пие за да се опусти малку. И го опушта многу, не малку пуно. Користам го како не. Само планината го има. Горе. Лисец, планина Лисец. Тоа е село Мушково, Нежилово, Каврак. Во тој дел го има чајот многу. Откако ќе го набере, Атанасов чајот го распостелува 2 дена да завенее, а потоа прави мали снопчиња и ги подготвува за продажба. Па тешко да се бере, тога кога најголема врукина и многу е врукио, а и го нема многу, треба многу да одиш. Денеска ќе одиш, дали ќе набереш 10 овакви врзанки, дали ќе набереш 10 денеска, цел ден да одиш. Значи нема, многу нема, ама наѓе се. Сами. Па и внуците да со мене, сино и така. Кога шо се обере, 2 дена стои така одврзан, после се врзува и се суши. На сенка, не на сонце, на сенка, на лад. Тоа е. Има убава миризба и убав вкус има. Лекови за стомашни болести највише и за нервозни луѓе, ви кажам. Тоа значи смирува, тај чај смирува. Најдобар чај. Инаку планинскиот чај е едногодишно растение кое расте на високите планини на Балканскиот полуостров. Познат е по својата народна медицина и по своите лековити својства. Се употребува како универзален лек против настинки и грип и за целокупно јакнење на имунолошкиот систем. Научните истражувања покажуваат дека е богат со антиоксиданти и може да се користи за превенција и борбата против рак.